недавно интервју на порталот Зумака. Јас сум Насер Салмани. Во продолжение ќе следите разговор со професорката Фросина Леменска, со која ќе разговараме за последниот скандал околу државјанството на рускиот олигарх, бомбите, најавите за лажни бомби во средните училишта во Скопје и секој инцидентот во Кубаново. Професорка, добар ден, благодарам што прифативте разговор за Зумак. Добар вечер, Насер, благодарам за поканата, секогаш е задоволство да гостувам кај вас. Уште еден скандал поврзан со МВР. После тој од двојник, каде што ние како земја дадовме пасоши на 215 луѓе од подземјето, овој пат МВР има дадено државјанство на руски олигарх, украински граѓани, кој што е на црна листа на Америка, се бара и од Украина за разни малверзации. Како вие од професионален аспект гледате на овој случај? Секако дека ова не е случај за потценување, исто како што не беше случајот за потценување кога излезе скандалот со патните исправи кои што беа детектирани дека представуваат крадење на биометриските податоци и идентитетите на наши државјани кои што не извадиле и не се здобиле со патна исправа. Меѓутоа морам за јавноста од тој професионален агол од кој што зборувам да истакнам дека постојат суштествени разлики помеѓу овие два случаи. Во двојник имавме класично крадење на идентитети и биометриски податоци на граѓани на Република Северна Македонија кои што имаат државјанство, но не извадиле биометриска патна исправа. Нивниот идентитет го земаат лица кои што не имаат сосема други биометриски карактеристики, фотографија, име и презиме, но секако нивната слика стои на тие патни исправи. Случајот заврши со осудителни правосилни пресуди за луѓето од Министерството за внатрешни работи од управните служби, но остануваат многу нејасни прашања од аспект на тоа дали се 250, чии идентитети се, како државата ќе ги обештети луѓето кои што на кои што им е украден идентитетот, дали воопшто знаат дека им е украден идентитетот. И секако едно од клучните прашања од аспект да видиме како системски ги превенираме овие нешта е одговорот на прашањето што го немаме, дали постои ништење на тие патни исправи, односно поништување, бидејќи во судска постапка се докажува дека тој идентитет е украден и таа патна, иако е оригинален биометрискиот пасош, сепак податоците се лажни и може да подлежат на правна процедура за нивно поништување, а со тоа и известување преку организацијата во која што членува и нашата полиција, Интерпол, Европол, да може секако да се информираат земјите со кои што соработуваме и Шенген зоната дека тие патни исправи се невалидни, со што би се олеснила потрагата по лицата кои што се бараат по одредени потерници, а имаат сосема друго име и други патни исправи по кои што се бараат, а со нашиот се провлекуваат. Во случајот со украинскиот политичар и олигарх со руско државјанство, и секако со украинско, сега и со македонско, имаме ситуација во која што се искористува член од Законот за државјанство, а тоа е здобивање на државјанство заради посебни спортски достигнувања, економски инвестиции во државата и така натаму. И тоа е моментот преку кој што реално владата е таа што одлучува дали ќе му наложи на Министерството за внатрешни работи со одлука да го прими Онишченко во македонско државјанство, во државјанство на РСМ или не. Меѓутоа, склопот на процедури за добивање на македонско државјанство и по таа основа е повеќе сложен
И тука лежи секако оној момент на конфузија во јавноста, претпоставувам после сите објавени информации околу ова прашање, во кој што исклучиво се лоцира одговорност во Агенцијата за национална безбедност, која што дава позитивно или негативно мислење, не само по однос на баратели на државјанство, меѓутоа и по други прашања и поврзани со визниот режим и за лицата кои што согласно визниот режим подлежат на добивање на виза во нашите дипломатско-конзуларни представништва. Овдека во овој случај е интересно што подготовката, претпоставувам дека има специфичен модус операнди во овој случај, имајќи во предвид дека не станува прво збор за било какво лице. Тој како украински политичар долги години се провлекува низ тие казнени евиденции во рамките на Украина, поврзано секако нели со неговата претходна улога што ја имал во криминалните структури во Киев пред да стане политичар во Украина, неговото членство во банда, слушаме и читаме многу информации поврзани со тоа. Меѓутоа, особено се зајакнува неговата политичко, би кажала, руско-субверзивна активност кон Украина во периодот кога Украина влегува во отворена конфронтација и спор со Русија околу Крим 2014 година. И секако сите негови действија кои што ги прави заради нарушување на безбедноста на Украина во интерес на Русија, во повеќе слоеви во негова активност, меѓутоа и сето она што тој од позиција на политичар во Украина го прави во кампањата за претседателските избори во Соединетите Американски држави, за кои што действија е ставени на црната листа на Соединетите Американски држави 2021 година. Се извинувам. Да. Во оној дел да ја завршам поентата во оној дел. Не е наивна проценката зошто Унишченко ја избира Македонија или луѓе кои што му се понудиле да го донесат во Македонија, да ја представува нашата коничка репрезентација, да му понуда токму Македонија да биде таа дестинација. Ако се има во предвид секако нашата патна исправа, нашата регионална поставеност и секако би кажала можеби и подложност на системот да има симпатии кон овие проруските влијателни бизнис олигархиски структури. Да не заборавиме дека Самсоненко 2014 година дојде исто така со една спортска агенда, па гледаме дека се јавува во скоро секој втори имот на Сашо Мјалков во она долга листа на заплена што ја направи во пазар за затворскиот туризам во Струга со јавното обвинителство. Така што тој влез на олигархот е добро осмислен систем, како да се избегне таа длабинска безбедносна анализа на лицето кој што е барател на државјанство, од причина што фокусот на институциите многу повеќе и подробно е во делот на сите, мислам, нема разлика, меѓутоа спортскиот бекграунд секогаш ги прави институциите малку би кажала, приемчиви за еден таков човек кој што наводно треба да инвестира нели во коничкиот спорт. Тоа е убав параван. Тоа е добар параван, тоа е исто е интересно ако се гледа визниот режим, руските државјани, за руските државјани кои што престојуваат во Република Северна Македонија до 90 дена, не постои, мислам, нема потреба за одобрение за привремен престој.
Меѓутоа има една друга фуснота, дека може да го користи тој момент на до 90 дена престој, доколку заради бизнис контакти, здравствени потреби, спортски активности да има причина. Е повикано лицето од физичко лице или од правно лице. И тука останува енигмата во овој случај кој го поканил за престој олигархот кој што влегол со руска патна исправа во Република Македонија, кој го поканил? Од интервјуата што гледаме дека ги дава со медиуми во Република Северна Македонија, гледам дека тој истакнува дека е член на конјички клуб Дона и дека многу добро го познава кошаркарот пред чии што врати беше тепан на новинарска екипа од страна на неговиот татко. И се поставува сега прашањето, дури и 2 дена да бил во Република Македонија како странец, кој да бил домаќин негов морал да го пријави заради сите процедури кои што ги имаат институциите и физичките лица кога ќе има странец во нивна земја и особено кога престојува во некакви хотели, хостели и така натаму, особено ако влегува во некаква деловна комуникација. И тука можеби е направен првиот влез, кој што е недоволно контролиран за тоа кој влегува. Дополнително, почетокот 21 година, особено 22 година, се зголемија сентиментите и на нашите институции, и на граѓаните, секако и на нашата држава кон Украина заради агресијата од Русија. И гледате тој класичен манипулативен момент на сензибилитет кон Украина во представување како украински спортист, украински политичар, а во основа имате проруски, би кажала, и агент во позадина, кој што успева многу добро со модификација на неговите презимиња и имиња, начини на нивното пишување, да се провлекува низ границите и низ системите на државите. Видете, само американската црна листа, ќе видите дека неговото име, нема да знаете дали е тој Александар дали се работи за истиот со А, дали е со О, дали е Романович, дали е Онишченко или е Кадиров. Ако се зема во предвид податокот дека 90-тите години тој го менува неговото целосно вистинско име, кое што кореспондира со чеченскиот лидер Кадиров, кој што се бори на руска страна во Украина во моментот, тогаш е дискутабилно дали овој човек има едно име, една патна исправа и еден идентитет. На американската црна листа сите негови документи украински се неважечки. Значи, тој во моментот има важечка македонска патна исправа и важечка руска патна исправа. И сега, ако се земат во предвид се тоа што претходно го кажав околу обезбедувањето на визи за руските државјани, зборувам за земјите во Шенген, што се, тогаш нашата визна либерализација е добре дојдена за ваков човек кој што е... Практично тој човек може да се движи секаде во земјите на Европската унија. Од интервјуата што ги гледаме, тој пред некој ден бил во Дубај, утре можеби некаде ќе на друго место, прашање кога ќе дојде во Македонија, но прашање е пак зошто нели од толку правдање нели дека никогаш не сторил ништо, немало докази, дека немало обвиненија против него, зошто не се врати во Украина. Но не се враќа затоа што постојат сериозни информации кои што се обелоденувани од страна и на америчките медиуми дека тој реално работи и против Зеленски. И тоа не е во моментот само, туку и во едно минато додека Зеленски се уште и не беше председател на Украина, што значи дека малку е дискутабилно како таков проруски анти-Украина и антисат човек во ваков
чувствителен период во кој што ние како држава сме стратешки партнер со Соединетите Американски држави, сме земја членка на НАТО и сме во оној солидарен колективен систем за безбедност со Украина. Имаме ваков човек кој што сега ја префрла перцепцијата и можеби своето влијание и на демократијата, и на политичките процеси, и на финансиите, и на бизнисот во нашата земја. Ако се земе во предвид дека веќе изјавува дека има отворена фирма со неговиот зет, државјанството му обезбедува право и да отвори банкарска сметка, прашање е дали можел или направил некаков трансфер на некакви средства, ако се земе во предвид дека во тој период кога ги покренуваат обвиненијата антикорупцијските органи во Украина, тој прави еден финансиски трансфер во проруска банка во Естонија, што подоцна е затворена, бидејќи е оквалификувана како пералница на руски пари од недозволени трговии. А кои се мотивите според вас? Зошто тој човек има интерес да дојде тука и да поседува македонско државјанство? Знаете, мислам дека спортскиот дел е една димензија за која што мислам дека е најмалку во фокусот на интересот. Ако се има во предвид дека тој човек и не тренира во Македонија, значи информациите кои што пројавуваат во јавноста, верувам дека ќе ги проверат вашите колеги, е дека тој има коњи, тркачки коњи во еден конјички клуб кој што го посочува дека е неговиот матичен клуб во кој што членува. Инвестициите во тој спорт се, мислам, тоа е елитен спорт, да не се лажеме, ние немаме традиција спортска во таков спорт и секако мотивите, можеби зад мотивите на спорт, лежи некоја лукративна цел на структури кои што имаат интерес од неговиот статус пред се, меѓутоа и од неговите финансии. Зошто? Затоа што инвестициите во спортот, меѓутоа инвестициите и во многу други активности кои што можеби не се во моментот актуелни, но би можеле да бидат интересни ако се откријат во иднина, е нешто што може да ја подрие нашата економија и финансиска безбедност. Знаете од кој аспект? Сега ќе ви истакнам. Црната листа на САД. ОФАК. Таа црна листа, ако ја погледнете добро, во описот зошто се ставаат луѓе на таа листа, на Стејт департментот, е најчесто заради нарушување на демократија, нарушување, поткупување на владењето на правото, перење пари, сомнителни финансиски трансакции и се што носи тој склоп на фактори. Ако Стејт департментот го стави лицето на црна листа, значи поседува доволен број информации, методи преку кои што е откриен модус операнди системот за финансиски трансакции, офшор компании и се она што влегува во тој модус операнди за перење пари. Да не заборавиме дека на таа листа од април оваа година се најдоа и Сашо Мијалков и Никола Груевски. Модус операндниот систем за прикривање на имот, за трансфери, офшор компании, гледате го во Македонија чии модус операнди е. Колку ние разрешници судски имаме во докажано перење пари преку офшор компании. Сакате да речете дека една од мотивите може да е и користење на нашиот финансиски систем? Не, дефинитивно, затоа што ние мислам дека сме се уште недоволно како систем созреани за да ги детектираме тие нови методи преку кои што вакви структури, прикривајќи се зад правни лица кои што циркулираат легално во финансискиот систем на државата и меѓународниот,
прават недозволени работи, односно префрлаат сомнително стекнат имот од едно место на друго. Значи, конвенционалниот начин на префрлање на средства, во смисла од банкарска сметка на банкарска или оние класичните уплати, што се прават, тоа е веќе надминат модел, ако се земе во предвид дека сега имаме трансакции со криптовалути. Тоа е се уште неразработен систем на контрола на тие финансиски текови, но не за сад. За сад се тие добро проверени и затоа овие луѓе се наоѓаат на црната листа на сад. И со тоа се праќа порака до сите партнери на Соединетите Американски држави дека овие лица директно или индиректно представуваат закана не само на Соединетите Американски држави, туку на сите партнери на Соединетите Американски држави. Тоа е пораката. Сега знаете, ако овој човек се мешал ако овој човек има можност или во најмала рака се е осомничен од една моќна земја која што има развиен систем на разузнавање, ако Америка не може тоа да го открие, кој може друг тоа да го открие? Се осомничен дека пере пари, префрлува пари. Ако тоа е тој финансиски дел, политичкиот мотив, дали Онишченко може да биде дел од структурата која што постојано власта тука кај нас збори, руско влијание. Дали овој човек може тие пари што евентуално може да ги избере, да го финансира тоа руско влијание во Северна Македонија? Па може на се, знаеш од кој аспект може. Ако тој човек имал влијание на демократските процеси и избори во Соединетите Американски држави, иако е детектиран дека поседува таква моќ на влијание и на мрежа која што дури во Америка, во Соединетите Американски држави, зашто збориме тука? И вие реално гледајте тоа руско влијание за кое што нели сите зборуваат, ама никако да го доловат. Како се пренесува, тоа не е толку политичко колку што е во едни други сфери на влијание кои што индиректно влијат на политичките случувања. Тоа е секогаш за пренос на култура. Гледате Бугарија, например. Бугарија преку културните клубови прави влијание во земја. Значи, што различни се спортските клубови? Влезот на инвестиција во спортски клуб не значи дека не може да се прелее и на други места каде што може да се мултиплицира влијанието кое што е во позадина интерес на еден таков лик. Она што е интересно во мене ова не можам да го разберам. Како мислат луѓето во АНБ или во полицијата дека ќе протнат еден таков човек, а да не се разбере, затоа што ние веќе сме земја членка на НАТО. Ние имаме, не само што имаме обврска да се грижиме за нашата безбедност како земја, ние имаме обврска да се солидаризираме и со нашите партнери. Како е тоа можно овие луѓе во АНБ да не сватат дека овој човек е опасен? Ако бил опасен за Америка, зошто да не биде опасен за нас? Или подиректно да ве прашувам, дали во АНБ има руско влијание, затоа што ја поинаку не можам да го објаснам. Значи, не случајно го направив овој влез во објаснувањето за профилот на човекот и за тоа што е фокусот и од колку се аспекти требало да биде проучено неговото влегување тука. Пластично. Кога ќе се поведе орото, еден го носи шамивчето на почетокот на орото, другиот застанува на опашката на орото. Во овој случај, АНБ е последната опашка на орото. Но никој не се прашува која е првата опашка на орото. Првата ороводецот. Затоа е важно да се види кој го овозможил влезот, преку каков систем на изигрување на процедурите во државата.
дефокус од вистинскиот фокус. Кој е тој што му го повикал? Како на крајот Онишенко стигна на адресата на Миле Пенов? Како и да е АНБ имала обврска да открие кој е човекот? Сега, тука имам во делот на процедурите, имам да објаснам за јавноста, секако и за вас, она што ми е познато од тоа како течат процедурите во Агенцијата за национална безбедност за сите видови државјанство, ално особено кога доаѓа вака странски државјанин. Значи, постојат неколку нивоа на безбедносна проверка. Според закон, таа е оперативна, евиденциска и безбедносна проверка. Во оперативната проверка се бара каде човекот живее. Нели, тоа го прават на едно елементарно ниво, за да може да се лоцира место на живење, престојувалиште и така натаму, што во овој случај е прашање и дискутабилно како е направено, ако се има во предвид дека тој никој не одговара каде му било пријавено престојувалиштето на човек. Каде, во кој стан живеел? Во кој стан живеел. Пријавен бил во таа куќа, меѓутоа дали живеел таму? Така. Понатаму неговите деловни релации со конјичките клубови, доколку ги имал, кој е тој човек. Знаете, клуб Дона, јас го проверив, бидејќи го прочитав во медиум. Конјичкиот клуб Дона е собственост, односно одговорно лице според тие финансиски извештаи таму што ги има на веб страната 2, Владко Стефановски. Сега не ми е интенцијата јас да упатувам и да укажувам кој е Владко Стефановски, меѓутоа за лицата кои што не го знаат, а имаат некаква асоциација, тој е телохранителот на поранешниот премиер Љупчо Ѓурѓиевски. Собственик на Агенција за обезбедување на лица, имоти и така натаму, и сега не се за занемарување неговиот политички бекграунд, секако неговите политички релации со луѓето што ги има и така натаму и така натаму. Меѓутоа, воопшто пак не се за занемарување и структурите од режимот или заробената држава во сите институции, вклучително и во АНБ. А тоа се структурите кои што Сашо Мијалков со неговото доаѓање во УБК си ги донесе од военото разузнавање. И ги остави, и тие функционираат. Некој замина во пензија, некој се уште не се, меѓутоа тоа воопшто не е наивната структура, затоа што во еден документ што провеа како некаква виза германска со забрана за работа на Олександар Онишенко, во медиум објавен, стоеше градот од каде што потекнува и Сергеј Самсоненко. Некако чудно совпаѓање на градови на двајца олигарси кои што се јавуваат како спорт. Имат интерес да дојдат во Македонија. Да. Тоа е едниот момент. Другиот момент кој што исто така поврзан со ова е како тој се најде да стане жител на домашната адреса на Пенови. Тоа е цела една процедура на задолжителни обврски на тој кој што пријавува странец. Тој треба да го потврди дека навистина е тоа така. И мене, знаете, малку ми е чудно зошто би имал таква нервозна и така агресивна реакција кон новинарските екипи доколку се е во ред. Тоа е првото логично здраворазумско размислување. Зошто некој би реагирал толку бурно и толку насилно доколку нема ништо спорно и нема што да крие. Овдека од стартот се алудира дека нешто не е во ред. Евиденцијската проверка, која што се прави во рамките на институциите, кои што прават ваков вид на безбедносни проверки, е дали лицето фигурира во евиденциите на нашите институции. Односно, дали се појавува во одредени оперативни сознанија, материјали, процеси во кои што лицето е во некаква релација со лица од организирани криминални групи, странски разузнавачки служби, тероризам, терористички организации, екстремистички групи и така натаму. И тој реално не можел да биде во наши евиденции затоа што е странски државјанин.
Претпоставувам дека од тој аспект таа проверка била позитивна, бидејќи не фигурирал претходно во некои наши такви материјали, можеби и фигурирал. Тоа очекувам да го каже директорот на агенцијата, кој што еве утре треба да реферира пред комисијата. И сигурно таа седница нема да биде така отворена за јавноста, за да и јавноста ги слушне овие детали, но ние не ја поседуваме евиденцијата на нашите стратешки партнери. Например, не ги поседуваме сите листи преку кои што ние можеме да манипулираме. Но може да ги прашуваме. Затоа се тие меѓународни соработки, затоа е таа стратешка соработа. Знаете, и во АНБ имате организација и организацијски структури кои што се буквално задолжени за таа меѓународна стратешка соработка со нашите партнери и со многу прецизни протоколи на комуникација. Значи, тоа се цели едни протоколи како се комуницира, како се прашува, како се реферира, што се обезбедува. Ако би прашале нашите институции, веројатно би добиле информација веродостојна од американската влада дека... Значи, тоа е сега прашањето за кое што постои таа дебата. И во рамки, претпоставувам, и на Агенцијата за национална безбедност, на кој што треба да одговори директорот, дали има такво нешто или не, а тоа е дали надлежните во меѓународна стратешка соработка ги консултирале нашите стратешки партнери по однос на помош во една ваква проверка на едно вакво лице кое што е странец. И јас верувам дека ако имало таква проверка, сигурно таа ќе била негативна, затоа што 21 јануари лицето фигурира на таа црна листа, а добива државјанство 22. Постојат сомневања, значи сега овие се можни варијанти, нагаѓаме дали има таква упатено барање за проверка или не. Можеби и нема. И тука е прашањето. Кои се тие структури кои што имале интерес ова да не го консултираат со стратешкиот партнер? Кои се структурите? Дали се внатрешни, дали се надворешни? Дали тие структури се директорот лесно може да ги идентификува? Гледајте, во рамки на агенцијата, како и во сите други институции, вклучително и МВР, има стандардни оперативни процедури преку кои што се постапува. Точно се знае хиерархијата и процедурата, како овие работи се извршуваат, пред да дојде до парафирање од страна на директорот проверката која што во овој случај завршила позитивно. И верувам дека знаете, директорот на Агенцијата за национална безбедност во тој систем на проверка, мислам дека е дури на ниво на администрација и проследување, не толку на суштина и на некаква суштествена интервенција во нешто што не може да го коригира доколку претходно е направено како што треба. Така што мислам дека тој предпоследен чекор во овој цел систем на проверка недостасува, тоа е мислењето од стратешкиот партнер, зашто ако имало такво, верувам дека тоа проверка би била негативна. Уште еднаш ќе ве прашам, дали ваквиот на прв поглед занемарлив однос на институциите може да се препознае едно руско влијание во нашите институции? Или руско, или криминално мотивирано. Но обично Русија ги користи криминалните структури во своите... Гледај, Насер. Затоа што руското влијание секогаш е проследено со криминални дејанија, не секогаш, но во најголем дел. Не случајно, ќе се повторам, не случајно го истакнувам моментот дека ова е комбинација на едно такво мотивирано влијание преку одредени келии и структури во рамки на институциите, кои што за своји интереси и за интересите на тој што се протнува низ ваквите аномалии на системот, се здобива со бенефит да користи биометриски документи, да шета и да ги избегнува законите во земјите кои што го бараат. И не случајно го спомнав Сашо Мјалков, не случајно ја спомнав
неговата структура од военото разузнавање, што со него дојде во Министерството за внатрешни работи, Управата за безбедност и контраразузнавање и дел од тие лица но дали тоа ги ослободува од одговорност сегашната структура? Во ниту еден случај, значи јас кога разговарам на оваа тема воопшто немам намера никого да амнестирам, не сум јас таа што треба нели да фали или да обвинува или да суди, меѓутоа имаме право сите да резонираме и професионалната и здравата логика води до начинот на тоа како ќе се разреши овој случај. Денеска за еден медиум истакнав дека ако не се отворат сите аспекти на овој случај, ќе се сведе само на позитивната проверка, одговорноста во Агенцијата за национална безбедност и ништо повеќе. И секако амбасадорската кариера на директорот на АНБ. За овој случај има една широка структура. Многу широка лепеза, која што воопшто не е опфатена. Знаете, мене ми е чудно зошто медиумите во Македонија после ваквата широка лепеза на информации не се обидува да најдат, да кажеме, некакви информации поврзани со тој спортски аспект или спортско деловен аспект на Ониченко со лицата во чиишто клубови тој членува. Да го видиме, да ја видиме проценката на Федерацијата на конички спортови. Како врз основа на кои параметри е дојдено до таа позитивна оценка и предлог до Агенцијата за млади и спорт да биде предложен за репрезентативец. Знаете, кога зборувам, ова не е воопшто наивно. Во тие интервјуа кои што и тие изјави што ги има давано за еден од медиумите во Македонија и Лука Заложник, репрезентативецот со словенечко потекло, исто така македонски државјаник, и самиот Олександар Ониченко, воопшто не е наивно дека тие не знаеле за каков човек станува збор. Воопшто. Тоа знаете како е. Овдека регрутацијата на ваквите луѓе нема одговорност само тој што му го дава државјанството, односно тој што дава некакво позитивно мислење. Но одговорноста е и од луѓето во ланецот на тој и ланецот на луѓе што го регрутирале исто и така има одговорност. Ме разбирате, значи тие прават своевидна подготовка за него влез тука. Изигрување на процедурите. Сега знаете, ние зборуваме и анализираме, но од се изгледа дека овдека спортскиот мотив е второстепен, не е првостепен. Со оглед на тоа дека тој изјавува дека отворил фирма веќе, заинтересиран е да инвестира во Македонија, за фабрики и така натаму, што значи дека ова воопшто не е наивно од тој аспект. Ова може да се, затоа што реално во Македонија постои еден, вие самите спомнавте војната во Украина, и во Македонија постои едно проруско расположение. Тоа можете да го видите во медиумите, во разни сфери. И дали овие луѓе кои што вака ни се пратнуваат низ институциите, може да бидат тие што го финансираат тој систем? Гледај го, Насер, на друго ниво ова што го кажуваш. Откако излезе информацијата за случајот, неколку медиуми се обидува да добијат информации за местото каде престојува, адресата на која што е заведен избирачки список и така натаму и се соочија со грубоста на нападот, што заврши со куќен притвор на газдата на Ониченко во овој случај. Меѓутоа, гледајте ги насловите. Релативизацијата на оваа тема е нешто што мене ме загрижува и сега се прашувам дали оваа тема ќе се сведе само на препукувањето кон АНБ и кон тоа дали некој знаел да отвори Google или не, иако Google-от е најмал проблем за АНБ. Има други процедури во овие проверки, не е Google. Ако е Google во прашање, Насер Селмани
и Фросина Ремески не треба дозвола да добијат во Македонија. Ако гледаме веродостојност на Google информации, да, ќе речете да, и за Ониченко има на Google, меѓутоа Ониченко е на црна листа на САД. Гледајте ги насловите. Никогаш не сум направил ништо незаконски, политички процес против, сум ги докажал сите, значи му се дава простор на тоа проруско влијание со оваа реторика. Наспроти желбата да се истражат сите елементи и компоненти на прашањето дали треба да го релативизираме тоа што Ониченко е на црна лица. Дали ова е добар пример за да се влезе во сериозна истрага, да се открие таа структура која како не, ова ни е шанса. Ма не, ова ни е шанса. Знаете, јас верувам дека Виктор Димовски си е завршил неговата работа во рамките на агенцијата. Премиерот вели, јас чекам извештај од како дошло. Од кои ентитети во државата чека извештај. Од тие што дале позитивна оценка? Не. Од кој? АНБ е еден дел. Кај се останатите? Делови од Агенција за млади и спорт. Не само тоа. Ајде да видиме. Конјички клуб, предлог до федерација, предлог до Агенција за млади и спорт, предлог од Агенција за млади и спорт до МВР, живеалиште, престојувалиште, АНБ, поврат, издавање на државјанство, лична карта, патна исправа, избирачки список. Верувате дека вака ќе тече постапката или пошто од изјавата на министерот за внатрешни работи јас добивам впечаток дека човекот не само насловите на медиумите, затоа што самиот Спасовски го даде тој ветер во грб на медиумите да релативизираат, па вели ако бил на црна листа тој не е криминалец. Ама не, знаете што? Сега ќе ве коригирам Насер во овој дел. Првичната изјава на министерот Оливер Спасовски во делот дека АНБ е таа што дава проверка, владата е по закон таа што го одобрува државјанството, МВР е спроведува процедурата, е точно. Тука немаме дилеми. Она што е дискутабилно е да кажеме извештајниот дел на институциите. Не, спорно може да биде и од друга аспект. Министерот не треба да знае дека човек кој што влијае на или ги подкопува изборите во Соединените држави, зошто тоа не би го направил во Македонија? Зошто тој аспект не го гледа? Тоа го апсолвиравме, меѓутоа мене знаете, не случајно го зборувам ова. Тоа што бил, ако така е дословна изјавата, не сум ја слушнала, меѓутоа ја цитираат многу медиуми во наслов. Ако е на црна листа на САД, не значи дека сторил криминал. Е прилично, мислам, можеби министерот не знаел во кој контекст го дава тоа како информација или како изјава, но знаете, по таа логика Мијалков и Груевски не се криминалци, а се на истата црна листа. Тоа не е баш среќна изјава во овој контекст, кога треба навистина да стои еден сериозен, повеќе секторски и меѓуинституционален дух на соработка, да се истражи и да се превенираат штетите кои што може да ни следат по економско-финансискиот систем и по овие други сфери на влијание, од политички преку медиуми и преку многу други механизми преку кои што може да се влие со голема сума на финансии. Каква порака министерот праќа со ова изјава кон нашите стратешки партнери, затоа што сме членка на НАТО? Имаме обврска кон нашите сојузници. Гледате, ние сите поединечно праќаме порака со нашите изјави. Во зависност тоа какви изјави даваме, такви пораки праќаме. Ако сакаме да ги истражиме до крај овие постапки и процедури,
тогаш нема да се врзуваме само на еден аспект од овој проблем, ќе ги офатиме сите. Но и како медиуми, ако сакаме на вистина да дојдеме до одговорите на сите прашања што ги имаме, а се отварат милион прашања поврзани со овој случај околу Униченко и повеќе секторските димензии, тогаш не знам зошто постои мултиплицирање на една иста изјава во контекст на релативизација на тоа дека се е во ред, тој не морал да биде криминалец, не морал да стори криминал. Но знаете што? Тогаш веќе се поставува ваквото прашање. Ако имаме таква релативизација дека човекот е окей, спортист, донел медали, како што нели има седмо место, ние без него не сме можеле да се пробиеме над преварите, дека не мора да бидел криминалец ако бил на црна листа и така натаму, тогаш се поставува следното прашање. Зошто е тогаш проблем позитивната оценка од АНБ? Не. Ако ние осудуваме позитивната оценка од АНБ, треба тоа да рефлектира со действија од другата страна. А тоа е и барање и интерес на медиумите да ги истражат овие аспекти кои што можеби некој нема интерес да ги истражи од XY причини. И тука лежи искреноста во онаа сестрана заложба да се истражи до крај овој случај. Индикативна беше изјавата на министерот и за едно друг аспект. Вели, тоа е дискреционно право на владата, да. Меѓутоа владата кога ќе го користи тоа право треба таа одлука да биде во интерес на граѓаните и на државата. Гледајте, членот 11 од Законот за државјанство навистина е дискреционно право на владата. Меѓутоа тоа не значи дека треба да се злоупотреби. Дефинитивно, и тука јас цело време тоа го зборувам, Насер. Да видиме кој го обезбедил маневарот на таа злоупотреба да се аплицира по член 11 за превозот на спорт, да имаме нешто сосема друго. Ме разбирате? Тоа е фокусот. И точно дискреционото право е на владата врз основа на овие оценки. Ајде да видиме како е дојдено до тие оценки. Дали сметате дека после вакви изјави министерот Спасовски треба да поднесе оставка? Гледајте, јас не лицитирам со оставки. Имав едно прашање од медиум дали Виктор Димовски треба да поднесе оставка. Јас ќе го одговорам на начин на кој што сметам дека треба да се постапи и да се одговори. Виктор Димовски утре ќе реферира, ако не се лажам, по оние информации во Комисијата за надзор по собрание околу случајот за Униченко. И верувам дека тој веќе ја има лоцирана одговорноста. Збориме за политичка одговорност. Не. Значи, овдека не станува, Насер, ние политичка одговорност може да понесе само политички избрани лица. Тоа е министерот. Меѓутоа, ако зборуваме за лица кои што се вработени во институциите, а од чие што работење зависат и одлуките на политички избраните лица, во овој случај ви кажав, Виктор Димовски е само еден проследувач на тоа мислење од агенцијата до влада. Но како е дојдено до тоа мислење е прашање кое што е во интерес на Виктор Димовски да го истражи, затоа што ако не ги санкционира пропуштачите на тие процедури во рамките на Агенцијата за национална безбедност, тогаш ќе се зборува за политичка одговорност. Од изјавата на министерот се добива впечаток дека тоа не е пропуст, вика има 4 позитивни одговори од разни институции, што има тука не спорно. Значи, ја зборам од тој аспект што застанува во поддршка на или да го оправда давањето државјанство на ваков човек, дали го мора да повлече политичка одговорност. Дали го оправдува или посочува на места од каде што произлегуваат позитивните мислења, тоа се две различни работи. Но и во интерес на министерот за внатрешни работи е секако ова поширок аспект на позитива и суперлативи да биде истражено, затоа што овдека нема агенцијата само за национална безбедност работа. Ја верувам дека Униченко и како македонски државјани со ваков бекграунд ќе биде
легитимен, би кажала, таргет на институциите кои што треба да ги следат трансакциите неговиот начин на делување внатре, но од друга страна Министерството секако има интерес да го истражи овој модус операнди систем, ако се има во предвид дека за тој извинувам, такво убедување министерот не ни даде со двојник. Значи во за два различни случаи зборуваме. Знаете како? Начинот како беше затворен, тоа е многу интересно. Кај нас новинарите секогаш кога ќе доаѓаат до повеќе информации, индиректно ги приморуваат институциите да реагираат. Ако медиумите не трагаат по изворите на проблемите, не. Дека медиумите се Не, Насер, многу погрешно ме интерпретираш во овој дел. Јас нема да гостувам во твојата емисија, ако идејата ми е да ви ги повторам сите работи кои што ги читаме во наслови овие денови по однос на пренесување на изјавите и чекањето Виктор Димовски да реферира. Во тоа чекање има многу податоци кои што не се проверени. Ме разбирате? Ја разбирам. Ја разбирам поентата и затоа ние збориме зошто ние се чудиме, па сега владата или собранието помина закон за кој ќе стави рака на приватните телевизии. Тоа прашањето за слободата на говорот и слободата на медиумите кај нас е, мислам дека нема човек во Македонија кој не знае дека медиумите во Македонија се контролираат. Ама Насер, значи ние во минатото имаме многу експлицитни форми буквално на пропагандно психолошко делување преку медиумите за одредени интересни групи. Токму владата сака да финансира такви медиуми. Сега ние доаѓаме до тоа клучното, дека руското влијание не се финансира од Русија. Ке испадне сега дека ние, нашата влада, со наши пари се финансираат овие руски гласила во Македонија. Очигледно дека ние имаме проблем со безбедносните структури во Македонија и дека таму не се случи тој ветинг или прочистување, дека таму остана многу луѓе кои што не треба да бидат таму, и ова прашањето за бомбите. Вака сега само пред да преминеме на тој дел, ќе ми остане некажано, а сметам дека е важно. Додека бев пратеник и ја извршував пратеничката функција до 20-та година, во периодот на реформа на Управата за безбедност и контраразузнавање, апропо многу случаи на кои што сум работела и сум зборувала јавно, интересно за забележување е усвојувањето на извештајот за работа на УБК за 2018 година, што се случи на 25 мај 2019 година. Тогашниот директор Горан Николовски го образложи извештајот на надзорната комисија и интересно беше што во тој извештај имаше реферирање дека припадници на управата, односно вработени во МВР тогаш, со решение на министерот работеле во 3 работни групи на 3 различни проблеми. Едниот беше проблемот со користење на средствата за специјални намени или позната како спецкаса на Управата за безбедност и контраразузнавање, како се трошеле парите, за кои цели се трошеле парите. Втората работна група работеше на прашањето на вработувањата. Од 2007 до 2017 година, широката лепеза на непотизам, клиентелизам. Од говорница еднаш го искоментира в тој момент, велам само Сашо Мијалков нема непотизам во УБК, затоа што сите таму се негови клиенти. И третиот извештај беше извештајот за анализа како се добивале државјанство од 2007 до 2017 година. Бев единствениот пратеник од таа комисија што побара овие 3 извештаи да бидат анализирани на посебна седница на комисијата. За жал тоа не се направи. Тоа е 2017 година. Значи 2019 година мај месец за работа од 18 година. Единствено што се процесуира не целосно и повторно тврдам дека тоа се поштедените лица
кои што денеска се јавуваат во некаква улога и со Онишченко, беше проследувањето на спецкасата, кој што заврши со осудителни пресуди, не за вистинските креатори на лажните оперативни акции, преку кои што се влечеле пари од буџетот на Министерството за внатрешни работи, не за тие кои што се овластени да ги отвараат тие оперативни акции, а тој е директорот на УБК, и не е единствениот и овластен подписник на сметката на Министерството, тој е министерот, заврши со кабинетот на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање за некоја проневера од 750.000 евра, што верувам дека не е така. Значи, имавме сериозни алатки, извештаи, случаи преку кои што навистина можеше да се направи буквално прочистување на Очигледно нема политичка волја. Јас не сум сигурна дали не сум убедена дека грото од луѓе во Агенцијата за национална безбедност припаѓаат на таа структура. Меѓутоа можам со сигурност да кажам дека една добра четвртина се уште во Агенцијата за национална безбедност. Луѓе кои што не треба да бидат таму, си таму. И се уште, па тие, знаете, кога вие нема да ги подведете под одговорност, тие не може да бидат санкционирани по ниту еден основ. Може би овој случај на Онишченко е токму показател дека навистина треба конечно да се свртиме и да се расчисти со дел од тие интересно бизнис-олигархиски криминални структури. Во тајната полиција. Тајната полиција, кој што се можеби на линија на Белград, кој што се можеби на линија на некои интересни групи во рамки на криминалното подземје. Зошто велам клиенти? Затоа што непотизмот кој што е генериран во Управата за безбедност и контраразузнавање е од Сашо Мјалков. Со вработување на зетовци, синови, снаи, кумови, жени и така натаму на голем дел од луѓето. Ова власт нема да не зачуди затоа што многу пријателски се однесува. Сега, ако вие имате таму структура која што ви должи услуга, многу е лесно вие да го покренете механизмот и на пропуст при вакви сериозни проверки, и за динамизирање на одредена проверка, а одредени, да кажеме, да тапкаат и да чекаат некое друго време. Со што ова власт има интерес тие луѓе да ги задржи таму? Па јас не знам дали власта има интерес да ги задржи, но излегува дека се додека одговорните на институциите немаат интерес да ги расчисти. Избран од ова парламентарна позиција. Значи јас не велам дека Димовски не ги познава тие структури. Зошто ги толерира? Само јас имам поднесено 4 пријави до внатрешни. Очигледно дека сака да ги заштити. Но не, јас следно би истакнала. Може би се доминантни во одредени релации, па не може да... Дека се толку моќни? Не би ги проценила воопшто во тој дел, но едно ќе ви кажам. Она што сметам дека Виктор Димовски треба и може да го направи во овој случај е да ги санкционира лицата во рамки на агенцијата. Да утврди пропусти и да ги санкционира. Да ги санкционира, зашто секој несанкционирање на тие структури ќе биде негово санкционирање. И ќе пратиме порака до нашите партнери дека не... Јас сум тука начисто во она моја констатација дека ако тој не расчисти со тие структури, тие ќе расчистат со него. И реално, гледајте, тоа се артикулира во реториката на опозицијата. Никој денеска не вика кој го поканил Онишченко да дојде во Македонија и кој го зачленил во клуб со 2 коња од по 4 милиона евра. Него сите велат Виктор Димовски дали треба да иде амбасадор во Франција. И легитимно е. Ама не, легитимно е, меѓутоа знаете што, ако не ги чепкаме сите пропусти, тогаш Димовски дефинитивно ќе остане на мира тие луѓе. Сега е време да го... Сега е време
ова детектирање на аномалиите на системот да го трансферира во засврстувањето на процедурите и санкционирањето на лицата кои што ги нарушуваат процедурите. Ако тоа е негов долг е. Обврска. Тоа е и обврска и долг по овој случај. Зошто? Затоа што ако вакви аномалии се дозвола да продолжат, ќе се повторат сигурно. И затоа е сега време да се застане, времето помина одамна, но ние секогаш велиме има шанса, еве и ова е шанса. А со тоа и секако да се упати една порака дека и Франција е наш стратешки партнер. Значи, обврската е многу дупло поголема. И кон стратешкиот партнер САД, во овој случај, и кон нашите институции, нашите граѓани, нашиот систем, меѓутоа и таму каде што ќе бидеме представени. Ми остава впечаток ова двојност, ова хипокризија на власта, која секој ден се солидаризира со Украина од друга страна. Под маса соработува со луѓето на Путин. Професорка, благодарам на разговорот. Благодарам и на вас за поканата. Почитувани гледачи, следевте разговор со професорката Фросина Ременска, со која се обидовме да објасниме позадината на скандалот со украинскиот, односно рускиот олигар, кој што се здобил со македонско државјанство. Најавите или лажните најави за поставени бомби во средните училишта и секако краток коментар за ова што се случува или нападот во Куманово. Ја ви благодарам на вниманието и се гледаме следната недела.